Па заради него, затоа што нормално мојот пат од детството беше по фудбалските стадиони и терени, следејќи го него, но он беше тој кој, да кажам, има добро око во спортот, знае да процени кој за што е, ме убедуваше еден одреден период и ме убеди да одам на ракометен тренинг, бидејќи ме пратеше во сите тие години каде што покушавав да станам фудбалер по млади години, процени дека не сум за таму и ме праша ако сакам да играм било кој спорт на некое посериозно ниво, тоа пробам да биде ракомет, излезе дека беше во право и му благодарам за тоа. Од прв ден. Значи, уште не фатив топка за ракомет, ми рекоа дека ќе бидам пикер, затоа што можеби ќе бев лош голман ако не бев пикер и ништо поише. Па се менуваат времињата од времето кога почнав да тренирам до ден денес улогата на пикерот е драстично променета. Значи, во тој период кога почнував да играм, се играше во екипите каде што ја настапував. Еден друг тип на ракомет, каде што имав поголема слобода на линијата и играв со бековиот типот на Пепи Манасков во тоа време и беше све полесно кога имавме шутери од подалечни позиции, се до моментот како привршува кариерава, каде што игравме со бекови кои играа сосема друг тип на ракомет, што требаше да се изборам за секоја позиција како за мене, така и за нив, бидејќи променете нели стилот и на репрезентацијата или во тој клубски ракомет каде што ја настапував, што значи дека е специфична на секој на свој начин. Сум имал една улога, потоа сум имал друга улога во играта, но е позиција за која нели сите говорат дека е доста тешка, дека е захтевна, дека треба да се издржат многу дуели на еден надпревар и све тоа соберено на надпревари во сите овие изминати 20 на години, еден огромен број. Но не би се сложил со тоа дека е толку тешка, затоа што све е тешко на свој начин, секоја алка на теренот е многу важна во ракометот, како од голман па све до не знам лево крило. Тоа кога ќе кажат дека се случувале милион работи на линијата од 6 метри, може да се случи и на бековите, што значи дека секој со својата улога му е тешко на свој начин. Млад бев, помина една ера во Вардар од 5 години во која имавме доста успеси. Поради некоја причина и политика на клубот, поголемиот број на тие играчи кои не можам да кажам постари, бидејќи беа во најдобрите години во тоа време, значи тоа е ерата на Пепи, да ја наречам, во Вардар, го напуштија клубот, замина во, така се случи во 2 дена да Пелистер добие сериозен спонзор и атакува на домашното првенство и на Купот на Македонија. Се направи таа екипа, јас имав некои други планови кои не успеа во тој момент. Понудата од Вардар ми важеше и за таа сезона. Имав можност да продолжам таму, но се одлучив за Пелистер чисто да можеби затоа што повеќето играчи кои беа во Вардар сите тие изминати години и надополнети со тие кои беа во Пелистер, се створи еден супер квалитет и една многу силна екипа која
беше на секоја позиција покриена по 2-3 играчи кои беа сериозни во тоа време и го прифатив тоа како предизвик. Одигравме една сезона успешна, малце жал ќе остане за тој европски надпреварување, каде што мислам дека имавме екипа да стигнеме далеку, но некои казни и суспензии не ни дозволија да бидеме комплетни и пропадна таа можност, но се на се заврши добро и е титула на Пелистер од 2000-та година беше прва и се уште е актуелна последна до оваа година. Па тие беа тие години, кога барав предизвик од Вардар, па отидов во Битола, беше тоа мода можда у тоа време. Нешто сите баравме надвор, не бевме до крај, да кажам, сигурни дека во Македонија може да се случи нешто што се случува во последниве години. Не дека беше од некои, не знам какви финансиски причини, него беше чисто еден предизвик, беше екипа која Словенија беше пред тоа и европски вице-првак, Целја беше екипа која беше европски првак пред таа година. Ова беше екипа втора која имаше амбиции и играше таа сезона во Лига Шампиони. Ја прифатив таа понуда, можеби не знаејќи како ќе заврши таа тековна година во Металург. Беше договорено све, договорот беше потпишан. После таа сезона, бидејќи ја од Металург отидов во Словенија, не кев да ја пропуштам таа можност да видам што и како е, но се случи брзо враќање после една година, бидејќи ова градење на Металург траеше од таа 2005-2006 година све до оваа. Мислам дека не погрешив. Па јас, принцип, целава кариера 2 години само не сум бил во Скопје. Од Скопје сум бил на домашен терен, да кажам, скоро цела кариера. И не жалам за тоа, затоа што бевме тие кои бевме локалци во тој период на стварање и на Металург. Добро, во Вардар веќе имаше играчи доста кои настапуваа од странство. Ние бевме тие тука кои ги пречекувавме и ги испраќавме сите. За сите овие години кои поминаа, Скопје стана еден мракометен град, да го кажам, и голема желба на многу играчи широм Европа да дојдат да живеат во овој град и да настапуваат во овие два клуба кои Скопје ги даваше последниве години во Лигата на шампионите. Па, у принцип сме сите заслужни после победа. И публика, и играчи, и тренери, и управа. Све она што се случува во сала. Еден мисли дека изиграл најдобро, друг мисли дека одлично функционирала публиката, трет мисли дека тренерот го водел надпреварот многу добро. Публиката сите овие години не знам како ќе беше ако немаше публика. Значи ние бевме во секој надпревар пратени од армија навивачи кои се навикнавме и не знам како све тоа ќе изгледаше ако имавме по 1000 публика или да игравме без публика, дали сите тие резултати ќе се остваре. Влијае публиката, значи и на нас, и на противникот, и на суди, и на све што е на терен. Публика како публика, значи имаше многу надпревари кои не можам сега да се сетам. Битен е резултатот, најбитно е тоа како игра екипата, секоја публика функционира многу добро на добар резултат. Значи сведоци сме и на тие муабети после надпревар дека публиката била тивка која нас не било најпотребно, а ние сме губеле 5 разлика. Све се умртвува на минус, на плюс е све у еуфорија. Ако издвојам надпревар, би го издвоил можеби тој со Исланд 2008 година.
дали дека прв пат беше отварање на салата, сега се ежам. И некоја се створи хемија меѓу нас, меѓу публика, можда и народот беше желен за ваква сала во Скопје. Све функционираше безпрекорно, Исланд беше прегазен и сега ме прашавте, сум играл за трите клуба, ова е надпревар репрезентативен, од каде што тргна све ова во македонскиот раков. Нема тако. Не знам, не можам да се сетам во моментов, но има сигурно. Многу надпревари. Сега кој колку не знаел, не можам да тврдам. Нели денеска повеќето работи се знаат. Но имало големи надпреварувања и првенства и еве не знам, светското првенство во Хрватска е еден пример така од поширок карактер, значи повеќе надпревари беа на кои се мачев на некој начин да кажам. Се гледа тоа, се чита дека е така како што е и не знам дали или знаел некој па нешто правил намерно, не правил намерно. Па и тоа е специфично прашање. Менливо е тоа. Значи кариерава е долга, сега одозгора кога гледаме надоле, нели многу моменти се случило, не е дека треба да зборам еуфорија у моментов ми иде супер со не знам кој. Ако спомнам може некој да заборавам, но сум имал среќа што сум по моите почетоци на тој ракомет посериозен го имав Пепе Манасков покрај мене. Сум имал среќа што во репрезентацијата сме 15 години заедно со Кире Лазаров од прв ден, што сум бил заедно со Наумче, што сум си помагал и он мене и ја него со Миркуловски и сега сите се тие тука пропратни играчи, дали кои сме повеќе години заедно, дали Филип Лазаров или од македонциве, тука сме нели и со Митков и со Мајнов сум бил од деца, има многу играчи, но ова што е, значи квалитет од светска класа, како бекови од типот на Марасков и Лазаров сум ги имал покрај себе во кариерата и сум видел како треба. Па омилен момент. Репрезентативниве моменти се тие кои се, значи изборување на на олимписки квалификации, пето место во Србија, сите тие сезони поминати во Европа со Металург. 11 пати сум првак на држава, секоја титула си има приказна за себе и ми е драга на некој начин. Да издвојам нешто во моментов, не знам, можеби таа прва титула со Металург 2006 година, кога бевме тотални аутсайдери во целата приказна, верувавме во тоа што го работевме и успеавме да направиме еден чекор до тогаш, значи невиден во автокоманда, да се донесат две титули во една година и да тргне целата оваа работа како што тргна. Па има многу тренери кои оставиле кај мене нели свој печат, дали од почетоците, дали во овие поодминати години. Спортот е таков како што е. Секој ден се оди напред и напред. Ако можам да кажам дека некои основни работи сум научил кај Левтер Бошковски, ако сум го почнал ракометот во Вардар со Златко тренер кој денеска не работи ракомет и нека биде тоа тој прелом во мојата кариера, човек кој ме фрли во оган 2000 година да почнам посериозно да играм ракомет, тоа е Богосав Перич кој беше во тоа време тренер во Вардар. И од тогаш навака секој на свој начин.
Па, нормално е дека има консултација во носење на одлуки. Тука сум бил јас тој кој сум мислел дека носам правилни одлуки. Можеби кога сум ја наметнал јас идејата за носење на некоја одлука, сум ја наметнувал така да мора некој да ми го потврди тоа, дека е добро. Но нормално дека имало консултации и дека гледајќи ги резултатите во сите овие години, не знам која одлука била погрешна. Не сум ни размислувал на таа тема, се уште. Можеби сум уште свеж, можеби ќе поиграм уште малку, не знам. Но прв момент, гледајќи од играчка страна, захтевна и тешка работа, која бара многу енергија и многу повеќе од оваа страна играчка, затоа што јас како играч имам своји задачи на тренингот. Тренерот е тој што го троши цел ден на ракомет за припрема и на тренинг и за анализа, исто и за надпревар, што значи дека треба да помине еден период да видам дали сум спремен за таа работа, да одвојам толку време, дали имам толку концентрација да све тоа го водам на едно ниво кое денеска е стварно захтевно. Треба многу да се прати, многу да се гледа, многу да се работи и не е ни малку наивна работа. Па и тоа валкано е кај мене, го гледам од друга страна, дека е тоа за мене секој кој е валкан е добар играч за мене и е посветен на тоа што го работи и не бира средства, затоа што јас сум важел за еден од тие валкани играчи и кога ќе се судриме двајца такви, се случувале еден куп дуели, не знам, надпревар или валкан играч, еден не може да биде валкан. Тоа може да биде само у тандем, да бидат двајца и кај што сум видел многу мака, прво што ми доаѓа на памет е можеби тандем Јернемир и Тобиас Карлсон на Шведска на олимписки квалификации у Гетеборг, каде што не бираа средства како да стигнат до тие олимписки игри, имаше многу тешки дуели. Па цимер бев долги години со наумче од времето кога влегувавме во репрезентација, па да кажам до пред некоја година. Анекдоти има исто еден куп, последново време го поминав со Дејан Манасков, бидејќи како стареевме двајца повозрасни со Мојсо више не можеше да издржат во една соба, па после баравме млад со стар за да можеме да функционираме подобро. Менливо е и тоа. Значи, конструкцијата на играчи и стилот на игра секоја година имам нов фаворит и екипа која би ја прател и вака дека имам некој клуб нема. Па навивам за Реал Мадрид фудбал. Другиве спортови ги гледам исто како ракометот. Пратам Евролига, кошарка или НБА, но исто се сведува на ова што го кажав за ракометот. Зависи кој кај отишел тренер, кој кај играч завршил, па ги пратам. Па ги поддржал секако, но не би ги присилувал. Тежок е овој живот. Може да имам едно добро искуство,
долгогодишно, треба да се прати цел тој процес на бавење со ракомет и сите работи кои се пропратни во животот, да не се остане и верува во нешто како спортот, затоа што се случуваат милион работи. Јас сум бил еден од тие кои сум, не знам, решил дека ќе станам спортист и сум станал. На кој начин, само јас знам. Јас сум имал замисли кои можеби биле невозможни во некој момент. Во повеќето од нив сум се справил и сум излегол на како победник или на тој прав пат. Захтевно е, специфично. Мислам дека е добро, нормално да тренираат, да се биде реален у целата таа ситуација. Еве, јас сум од тие, можеби, кои имал исто родител спортист, па ме насочил во нешто, каде што било на крај успешно. И ја имам таа можност да пробам да ги насочам моите деца. Треба да бидеме, реков, реални кога ќе дојдат во тие поодминати години, да не веруваме слепо во нешто. Ако е за спорт, е за спорт, ако е за школа, е за школа. Но да оставиме времето да покаже, бидејќи се уште мали, имаат 5 и 8 години. Јас конкретно на 14 години почнав да тренирам ракомет, што значи дека има време. Супер. Овие месеци и оваа пауза која дојде, имав доста време за некои работи кои ги сакам во животот. Слободен викенд немав долги години. Беше добра сезона со снег, по повеќе дена поминав на скијање. Сега на возење велосипед, спортување, повеќе време за фамилијата. Тие викенд тури и гледање со пријатели што беа незамисливи во минатото. Па ќе видиме што ќе биде понатака. Па планови имам повеќе, некои се врзани со ракомет, затоа што во прв момент би рекол дека сакам да одморам од све, но самото тоа што толку време сум поминал во овој спорт ме влече, и да не ме влече ми е подсвесно дека морам да учествувам со нешто во ракометот. Сакам да имам повеќе време и видов доста работи, и овие деца кои се занимаваат со ракомет, тоа е нешто што во моментов ми е овие 2-3 месеци интересно, значи следење на тие деца од 10 години кои почнуваат да тренираат до овие до 6-17 години. Ако се трошам време, сакам да трошам у ракомет повеќе на тие млади играчи, и совети кон нив да успееме да ги оставиме во спортот и да Македонија продолжи да биде успешна и да има добри ракометари. Значи, деца као деца, има конкретни се случаи каде што така бидува секогаш, изгледа да тие најталентирани се најнередовни и треба да се влијае на све тоа да пробаме да ги задржиме. Па, представува. Посетувам тренинзи таму да видам со што све се располага, чисто е и тоа све ново за мене, затоа што немав представа колкав број на деца и која возраст тренираат ракомет. Можеби јас ќе бидам еден кој ќе пробам самостално да работам и да пронаоѓам нови таленти. Уклучен сум и у таа спортска академија која гледам децава кои учат ракомет во моментов средно школа, дека имаат стварно добра подлога со тоа школа, да они имаат обавезен тренинг наутро и уште еден тренинг во вечерните часови. Значи, тоа се 9 тренинга, 10 неделно,
бројка која е многу добра за деца од таа возраст. Се е тоа ново за мене. Ги гледам и оние кои се нели прва година, втора, трета, тоа има разлика и кај нив огромна. Но е тој период кој кај деца кои влегуваат во пубертет, никој не знае ни како ќе се развиваат, ни колку ќе напредуваат. Мора значи да се прати све, да не се изгуби никој од тие таленти што треба да се проценат дека се едни спортисти врвни во Македонија и да се негуваат. Каде го научив? Видов нешто слично на тоа. Го видов кај бивши пикер во времето уште на Југославија и потоа во босанската репрезентација кај Маглајлија му името на играчот. Видов еден шут кој го изведе, пробував да го тој шут копирам. Еден период го копирав, потоа некако го изменив, полесната варијанта ја фатив за мене. Беше успешен, продолжи да го усовршувам и дојде до тоа препознатливо, како што велите ви. Па секој сам го пренесува. 6 години бевме заедно во репрезентација и пред тоа во клуб. Се гледаме секој дневно кој што прави, секој од секого по нешто пробува да украде, ако е посветен на тоа. Гледаат мене и телевизија, ракомет и добро е тоа, кога некој сака да види нешто што го правил колегата негов, да проба и он да го примени, ако било успешно. Па, нормално е дека пораката ќе биде да тренираат, да веруваат во тоа што го прават. Кажав пред малку, тие се деца кои тоја животна определба на имат 2-3 етапи и граници каде што дали кога ќе заврши осмолетка, дали кога ќе се запише на факултет, тука децата фаќаат еден пат, дали продолжува во спортот кој е, кажав, многу работи треба да се забораат во животот ако сака да стане врвен спортист, или ќе сака да биде пола на пола, или ќе се тргне скроз. Значи, ние сме тука, оние кои се во спортот и кои сакаат да учествуваат во таа едукација на тие млади играчи, треба да направат све за да оние деца барем кои се гледа дека се супер талентирани продолжат во спортот, затоа што е борба со спортовите. Секој спорт сака да талентирано дете за спорт го внесе во својот, значи има деца кои знаат од мали да играат и фудбал, и кошарка, и ракомет. Сега е таа борба кој спорт ќе го превземе тоа дете. Затоа се овие работи многу битни кои се случува на клубски план и на репрезентативен. Многу е важно да репрезентацијата продолжи со овој континуитет на големи надпреварувања, да тие деца своите идоли ги гледаат на сите големи надпреварувања кога се во јануари месец и да доаѓа цело време поголема желба да имаме нови Лазарови, Мојсовски, Миркуловски, Стоилови и све живо.